من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавато селамон, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Аллах Джелешану во Куран кажуваат и велит: Куллу нефсин заикатул маут. И секоја една душа ќе ја пробат, ќе ја укусит смртта. Ќе ја укусит. Смртта имат вкус. Нема некој а да не го поминит ова нешто. И секој е убеден дека ќе ја укусит смртта. Верници, неверници, сите луѓе во дујна се согласни дека ова морат да го помини секој еден од нас. Заикатул маут, ќе ја укусит смртта. Ова немој да го избегне никој. И потоа Аллах Джелешану продолжува во ова ајат и велит: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. И потоа секој еден ќе биде награден или казнет за неговите дела. Секој еден ќе биде награден или казнет за она што го правел. Немој никој да го избегне това правење на хесаб за неговиот живот. Ниеден не може да го избегне това нешто. И ајатот продолжуваат, али пред тоа, секој еден од нас и сите луѓе имаат некоја дефиниција за тоа што е успех. Кого го сметаме за успешен? Секој има некоја дефиниција. Кој е успешен? Кој постигнал нешто? Разни дефиниции немат да навлезиме, ама овај дел од ајатот што доаѓа напред, Аллах Джелешану кажуваат кој е успешен. Аллах кажуваат кој е успешен. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. И кој ќе се спасит од огнот на џехеннем и ќе влезит во џеннет, фақад фаз, и овај успел. Ова е успешен. Овај може да го рачуна за успех прав. Нема други успех освен овај успех. Ова е правиот успех, вистинскиот успех. Аллах Джелешану во крајот од ова ајат не упоменува на нас и ни кажуваат: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. А што е животот во оваа дујна освен лажно уживање? Немој поради ова лажно уживање да изгубиш овај вечен ахирет. Немој поради оваа дујна да го изгубиш правиот успех. Правиот успех е да се спасиш од џехеннем и да влезеш во џеннет. Ова е најуспешниот. Немат поуспешен човек од овега во оваа дујна и во ахирет. Без разлика на нашите дефиниции за успех, ова е најуспешниот од сите. Ова е успеал. Зашто да се подготвуваме? Да се подготвиме за денот кој е страотен ден. Јаумул кијаме. Јаума фиррул мар'у мин ахи. Ден во кој човекот ќе бегат од својот брат. Ва уммихи ва аби, од неговата мајка и од неговиот татко. Ва сахибатихи ва бани, од неговиот другар и неговиот син. Лекулли имри минхум јаума идин шаъну југни. Во овај ден секој ќе биде обземан со својата состојба, со неговиот хал. Како му е неговиот хал? Секој еден ќе се грижи за неговата состојба. За овај ден да се подготвиме. Аллах Джелешану во една сура, Ат-Таквир, помрачување, споменува некои 12 работи. Ида, ва ида, и кога сонцето ќе се помрачи, кога звездите ќе попајџаат, кога планините ќе се растурат, кога морињата ќе се помешаат со оган, кога животните, дивите зверки ќе се помешаат и многу други работи. И што велит на крајот? Во оваа страотна сцена, велит Аллах Джелешану:
алимет нефсум ма ахдарат. И секоја душа во овај момент, алимет нефсун, душа поединашно, не фамилија, не умет, не филан, секоја душа, алимет нефсум ма ахдарат, и секоја душа тогаш ќе спознит што подготвила, што донесла со себе, нешто сработила. Во овај ден ќе ги гледа неговите дела пред него како багаж. Ахдарат, што донесела со себе. Во овај страотен момент на овие знаци на кијаметот која ќе се случуваат, тогаш човекот ќе спознит што зел со себе си, што донесел со себе си, што багаж подготвил. Тогаш човекот ќе гледа на неговите дела, на неговиот поглед, на тоа што го работеле неговите раце. Дека тоа не биле обични движења или обични дела, него тие биле дела како багаж. Нешто големо и тешко, кое ќе го понесит со себе и ќе внимават и ќе го гледат во тој ден. Кој се подготвуваат за овај ден се спасил. Кој ќе мислит да се подготвит за овај ден успеал. Кој ќе заборави на овај ден поради оваа лажна дујна пропаднал. Кој ќе се пробудит од овај дујналучки сон во овај момент кога ќе дојде мелекот на смртта кај него пропаднал. Многу луѓе во овај момент ќе бараат, ја Аллах врати ме назад. Лаалли амелу салихан фима тарак, ќе работам добро во она што го оставив. Касно. Дадена ни оваа шанса, овај живот и да го искористиме добро. Да се подготвиме за овај тежок и голем момент. За оваа голема средба со нашиот Господар. За овај голем ден, за кој треба вистински да се подготвиме со добар багаж. Да не дозволиме оваа лажно уживање на оваа дујна да не излажит. Ова лажно уживање на овај дујналучки сон да не излажи на нас. Да се подготвиме најсериозно за животот после овај живот, за вистинскиот живот. Аллах Джелешану да ни ги омекни нашите срца, да не направи негови искрени робови, да не направи од оние кои ќе се подготвуваме за оваа голема средба, за овај голем момент. И Аллах да не направи од тие кои ги опишуваат како успешни, да не направат од тие кои ќе не заштитит од огнот и ќе не воведит во неговиот џеннет со неговата милост. Аллах Джелешану да ни се смилува на сите. Субханакаллахумма бихамдик, нашхеду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу